Колку е убава нашата народна носија, како на слика писана, со раце неватена, тенко предана, на густи нишки снована, на сребрен разбој ткаена, со тенка игла шиена, со ладни раце везена. Колку е убава нашата народна песна, таа верна дружка во добро и во зло, во радост и тага. Таа е сведок и спомен од минатото, но таа е и чувар на иднината, на нашата култура, на нашиот културен идентитет. Колку е убава нашата игра, тој чудесен изблик на вековно ткаени чувства, изразени во ритам и чекор. Носени час од подземниот татнеш на тапанот, час од пискавиот звук на зурлата, час од топлата душа на кавалот, гајдата. И вечерва сме тука, во црквата Свети Спас, да се предадеме на овие чувства и да се восхитуваме на нашата ризница од народни носи, народни инструменти, народни песни и ора. Најпрвин, ќе ги отвориме златните ковчези од минатото, за да видиме дел од нашето материјално културно богатство. Ревијата ја отвораме со 4 прекрасни носии. На сцената гледаме девојка облечена во кичевска носија. Градот Кичево го добил името по убавата Кита, сестра на крали Марко. Таа го добила градот на управување од својот брат, а била чувана од силни момци од племето Брсјаци. Аплауз за кичевската женска носија. Од Брсјачко-етнографскиот регион се селиме во Шопско-македонскиот етнографски регион. Овој регион се надоврзува на големата Шопска област, која се простира на тромеѓето со Бугарија и Србија. Во Бугарија допира дури до Софија, во Србија до реката Тимок, а во Македонија од Паланечко па се до Малешевијата. Ве молам, уште еднаш еден аплауз за Шопската носија. На сцената веќе гледаме модел облечен во битолска носија. Битолско поле на југ и Прилепско поле на север се составен дел од пространата Пелагонија. Пелагонија е позната македонска област уште од античко време, а според некој името го добила по бела гуња, карактеристична облека во тоа време. После 20 и неколку века, битолската носија се преобразила во носија каква што ја гледате и сега на оваа сцена. Овој тип на носија се задржува до почетокот на минатиот век. Под притисок на новиот начин на живот и новата староградска култура, оваа носија се помалку се употребувала. Од битолско полека се селиме на друг крај од Македонија. Носијата што ја гледате ни доаѓа од Куманово или етнографската област Средорек. Куманово во пишаните документи се среќава уште во 14 век,
а се доведува во врска со населувањето на племето Кумани од 12 век. Се разбира дека носијата што ја гледате сега не е од тогаш, но стариот патриархален начин на живење овде долго се задржал. Во прилог на тоа зборува и зачуваноста на народната носија, која со известни трансформации се задржала до 60-тите години на минатиот век. Аплауз за кумановската женска носија. Корените на нашите народни носии се во етнокултурната историја, во социјалните односи на семејството и општеството, во идеологијата на народните верувања. Но секако, убавината на народната носија зависела и од естетската и уметничката дарба на македонската жена. Да прошетаме по етнографските региони на Македонија и да погледнеме уште 4 носии. Мариово. Тој разбранет планински предел во кој се сместени и речиси исчезнати само 30 села, а кој, ако можеше да се испегла, ќе станеше голем колку цела Македонија. Со иселувањето на мариовските села, ретка можност е да се задржи и зачува автентична форма на мариовска носија, која била условена и прилагодена кон тамошните потреби на живот, сточарство, како и од природните и климатски услови. Аплауз за моделот со мариовска носија. Од Мариово се селиме во Овчеполието. Од Свети Николе ни доаѓаат момче и девојче облечени во овчеполска носија за свечена пригода. И во минатото, и сега, Овчеполието е важна житница со негов главен центар Свети Николе. Бројноста на турското население во минатото условувало да дојде до израз турскиот вкус на облекување, на што укажуваат повеќе елементи во постарите носии. Од Овчеполието се селиме во Галичник, а оттаму ни доаѓа галичка невеста. Славната наша галичка невестинска носија, носена на големите галички свадби на Петровден. Свадбите во Македонија во минатото се правеле 7 дена, секој ден со свој обичаи. Финалето на свадбите бил во недела, кога младите се повлекувале во својата соба. Потоа, ако невестата била честна, пукале пушки и во понеделникот се давала благаракија. Ако невестата не била честна, ја качувале наопаку на магаре и ја шетале низ село. Галичката свадба со своите оригинални обичаи представува вистинско културно богатство. Аплауз за галичката невестинска носија. Од Дебарско-Мијачкиот регион се селиме во Ресенското поле или Преспанскиот етнографски регион. Гледаме девојка облечена во преспанска носија. Кон крајот на 19 век и почетокот на 20 век, Преспа била еден од главните центри на револуционерното дејствување. Затоа османлиската власт донела многу забрани и угнетување на населението. Една од забраните била и таа народот да не се облекува во светли бои, туку во темни, главно во црни бои.
Од тука и преспанската носија претрпела големи измени во тој период и како главна боја останала црната. Аплауз за преспанската носија.